Средствата за локален пат до Тетовска Луковица Министерството за транспорт и врски ги префрли на сметка на општина Желино, за која пак оваа делница досега не беше приоритет за да ги искористи парите добиени од Светска банка. По 30 години борба на жителите се очекува напролет да започне асфалтирањето, но за колку километри ќе бидат доволни одвоените 15 милиони денари, ќе се прави проценка, поради варијацијата на цените на градежните материјали. Министерот Бочварски тврди дека ќе биде завршен поголем дел, додека за остатокот градоначалникот Сејдију повторно ќе побара помош од владата. Со овие средства ние ќе реализираме, значи, првиот дел од локалниот пат. Тој локален пат е поскап поради тоа што е 6 километри и тие средства нема да можеме да ги реализираме целиот проект, но сме благодарени на министерот, на претеничката што овие средства ни беа префрлени, пошто со овие средства прв пат ќе се гради еден локален пат во ова село, пошто нема досега асфалтирање. После ова, ние со министерот разговаравме и спремни сме да почнеме со изведба ова година со 5 локални патишта што ги добивме како општина преку Министерство за транспорт и врски од Светска банка. Се работи за локален пат Палатица Узурмиште, Копачиндол, Желино 2А, Требош и ако останат средства, пошто не се знае од сега, ќе се реализира и патот Желино Палатица. Експресно реагиравме на решавање на прашањето на реализација на локалниот пат Луковица, каде што веќе средства да се префрлени на наменска сметка на општината и општината во наредниот период ќе направи ревизија на проектната документација и ќе распише тендерска постапка, а паралелно со тоа ќе течат и тендерските постапки во Министерството за транспорт и врски за реализација на останатите приоритети кои што ги даде Советот и општината Желино за реализација на останатите локални патишта. Одговорот на тоа колку од тој пат ќе се реализира, дали целиот, дали ја верувам поголем дел од делницата ќе биде реализирана, ќе го знаеме тоа до крајот на тендерската постапка, кога и градежните фирми и оперативи ќе ги дадат своите понуди. Министерот Бочварски за оваа година најави изградба на 100 километри автопатишта во земјава. Ние оваа година започнуваме големи инфраструктурни проекти, какви што немало во историјата на независна Македонија, можам да кажем, од преку 110 километри автопатишта. И ова не е само зборување на празни фрази или голи дискусии, туку на дело покажуваме како треба да работиме во делот на инфраструктурата. И ако сме подготвени да изработиме преку 110 километри автопатишта, и тоа е делницата секако која што ги интересира граѓаните на регионот, Тетово Гостивар, Гостивар до Кичево, Требениште, Струја, Ќафасан и Прилеп Битола, тоа покажува дека оваа влада и така е подготвена да реализира големи капитални проекти.